Утринава прво ќе им дадеме простор на младите. Имено мојот прв соговорник е Насер Велију од Гостивар, еден од поактивните младински активисти. Токму на оваа тема ќе разговараме, бидејќи гласот на младите е исто толку важен во општеството како и на сите останати. Еве тоа можевме да го видиме и по последните настани во кои средношколците се изборија за некаков договор или компромис со Министерството за образование, но во секој случај младите се нашата иднина и токму затоа утрински брифинг им дава простор и на младите лица. Како што најавив, Насер Велију на Zoom платформата. Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро, фала ви што ме поканивте прво. Да поразговараме малце за младинскиот активизам. Вие делувате на подрачјето на Гостивар. Ајде прво малку лично прашање. Во колку организации членува Насер Велију и колку години веќе сте вклучен во овие организации младински? Значи вака, прво сакав да ви кажам да ме извинете кога ќе правам некоја граматичка или бил каква грешка по македонски, дека не ми е мајчин јазик. И да кажам сега што ме прашавте. Јас више 4 години се, може да кажам, се занимавам или сум приклучен во NGO сектор, значи во секторот на невладни организации. И јас сум волонтер во, не знам да ви кажам право, некои 6-7 организации, плюс имам и мојата организација за животна средина. И од тие организации се надеваме да средиме нешто или да почнеме да средиме нешто во нашиот град, во цела Македонија, може да ја кажам. Која од темите, на кое поле најмногу действуваш и на кое поле ве се одлучи најголем дел од времето да го посветиш? Од почеток, кога почнав да волонтирам, јас бев поише свртен на кај страната од волонтеризмот и во тоа време поише се надевав да волонтирам и да правам работи што ќе бидат подобро и на поведа за нашиот град и за нашиот животна средина. Ама сега, после што го отворив и мојата организација, јас се надевам поише да работам кај насоката од животна средина, кај насоката од екологија и тоа од проектите што ги имав последните, например, бев амбасадор на климатски промени на КОП26. Работам со мојата организација за животна средина за све што може да се следи во животна средина и ова е насоката во која сум свртен поише и го земам моето време за овој насока повеќе. Морам да го поставам прашањето, бидејќи зад нас точно е цела една година пандемиска, откако е вирусот дојден во оваа држава, веќе од минатиот март 2020. Не живееме онака нормално како што сме навикнати. Сега бевме принудени да се навикнеме на нов начин на живот. Како се во како оваа година влијаеше врз младите во однос на тоа дали имаат повеќе или помалку интерес за младински активизам? Се обесхрабрија или сепак решија младите поактивно и покорисно да го користат она време затворени дома? Јас за ово може да ви кажам само во Гостивар, дека сега брзо нема некои 2-3 недели, ние правевме една анкета што ни требаше за еден камп што ќе организираме на кај месец април. И ни требаше анкета да гледаме колку се активни, колку сакат да бидат активни младите во Гостивар. И не ви кажам право, имаше некои недобри одговори што и беше и ова плюс спомната дека проблемот со пандемијата ги тера младите да седат поише дома, да не сакат да бидат активни во
цивилскиот сектор или било каде, само мислат дека ќе губат време, дека во тие месеци што бевме изолирани гледаат дека времето е нешто што ни треба многу и времето не треба да се губи. И тие сега мислат дека времето се губи ако волонтираш или ако бидеш активист. И ова мислам дека на некој лош начин влијаеше кај нас. Велиу, Само да кажам за Гостивар прво. така, токму сакам да те прашам за твојот град, за Гостивар, како се однесуваат локалните власти кога се граѓанските здруженија во прашање. Имате ли соработка во Гостивар и со надлежните институции, со сите засегнати со кои што ви е потребно? Споменавте дека делувате и во полето животна средина, а токму тоа не само во Гостивар, туку и во целата држава е малку проблематично поле со оглед на квалитетот на воздухот и на животната средина. Па имате ли вие соработка со локалните власти? Го слушаат ли вашиот глас? До негде да. Како што ви кажав со мојата организација, ние еве соработиме сега да правиме меморандум со општината, значи со локалниот власт. До негде да, сме слушани. Па нормално таму влијаат и тие внатрешните политики што ние не можеме мислам, не можеме да влиеме ние таму внатре, па до насоката каде ние сме слушнати, каде например нас не слушат, колку ги прават тие работи не е толку сериозно, па например мислам важно не слушат. Тоа е поентата, да не слушат. После не знам. Така, битно е да се слушне и вашиот глас, гласот на младите, како што кажавме, младите се нашата иднина. Велиу, сакам да те прашам и за полето животна средина. Рече дека се занимаваш со ова во твојата организација. Кажи ни нешто повеќе за тоа каков е вашиот став, дали државата прави доволно за животната средина или сепак останува она јавна перцепција дека сите прашања поврзани со животната средина некако ги ставаме под тепих и продолжуваме да се занимаваме повеќе со политички, а помалку со вакви суштински прашања за здравието и за животот пред се на сите нас. Јас сум човек кој што нешто па многу оптимист. Јас мислам дека државата се надева да не полна во овие насоки, во сите насоки. Тоа после зависи од нас колку ќе ги земеме тие шанси и колку ние ќе работиме за да правиме некоја, како да ви кажам, да смениме нешто. Јас сегогаш одам со мојот мото. Ние треба да размислиме на глобална насока, ама треба да работиме во локално прво. Значи, ако сакаме да правиме некоја смена во насока на целиот глоб, ние треба прво да ги смениме тие работи во нашето место. Јас мислам дека ние сме добро слушнати и мислам дека не помогат и државата и сите каде ќе се свртиме за да бараме за помош. Јас, например, имам една екипа Гостивар кои заедно сите сегогаш сме работили за овие работи за 4 години и ние сегогаш гледавме да го најдеме коренот на проблемот пред да почнеме да бараме како да ја следиме тој проблем. Ние гледавме коренот на проблемот, дека ако не гледаш коренот на проблемот, тогаш не можеш да правиш некоја голема смена во тој начин. И Што е поентата? Поентата е дека треба ние прво да го бараме тоа работа, после тие да не ги дадат за нас тие, како да кажам, тие што ќе ги бараме ние. За заокружување на овој разговор, кој е следниот проект на кој што ќе се посвети Насер Велиу? Следниот проект. Да ви кажам право, многу има. Па можеш да ви кажам дека сега ќе можете да гледате еден реалити TV шоу што е многу добар, Нови херои, што секој викенд во 2-3 телевизии се трансмитира. Ќе можете да
леате некои проекти, некои кампови што нас се си ги прави и многу работи што изгледаат спонтано, па ќе бидат многу добро. Насер Велиу, благодарам што утринава одвој време да се јавиш во денешниот утрински брифинг. Прв разговор за денеска, мало освежување и секако гласот на младите како подеднакво важен со сите останати политички ставови кои денеска ќе провеат во етерот. Благодарам уште еднаш. Фала ви многу.